Свети Мина. Свети Мина се наоѓала до соборната црква Света Богородица. Црквата била изградена во 1902 година под влијание на грчката, односно влашката и српската пропаганда и која за време на Првата светска војна била претворена во конјска штала. На идеја на митрополитот Скопски Јосиф и директорот на банката Вардар Милан Јовановиќ Стојмировиќ биле урнати двете кули на црквата. Во 1935 година била обновена и претворена во црковен музеј на Скопската епархија. Имала 250 метри квадратни корисна површина и во неа требало да се чуваат икони, фрески и друго. Комплетно настрадала во земјотресот во 1963-та. Оваа црква за Македонската православна црква Охридска архиепископија е значајна бидејќи во неа е донесена одлуката за самостојност на Македонската православна црква, потврдена преку отслушувањето на заедничката архиерейска литургија со српскиот патриарх Герман на 19 јули 1959 и истовремено извршена и хиротонија на преспанско-битолскиот владика Климент. Постои иницијатива да се возобнови црквата или евентуално целиот комплекс како музеј. Хидроцентралата Матка. Во 1938 година пуштена е во погон хидроцентралата Матка. Оваа хидроцентрала е единствена ваква централа во светот. Бетонска брана во облик на лак, а прстените во неа се независни еден од друг со различна висина и јагол, така што ако тие пукнат, не може да се случи хаварија. Матка е училишен тип на централа, бидејќи во неа се е видливо, за разлика од поновите централи во кои сите делови се блиндирани. Браната намерно не е повисока од 30 метри за да не се случи ако надојдат водите да се поплави манастирот Свети Андреј. Творец на хидроцентралата Матка е проектантот Миладин Пеќинар. Тој бил толку сигурен во своето дело што застанал на незиниот врв додека акумулацијата се полнела и водите на треска удирале во неа и изјавил ако отиде браната, нека отиде со неа и тој што ја измислил. Vечно je ja